Слово 29. За земното небо, богоподржателното безстрастие и совршенство, и за воскресението на душата пред сеопштото воскресение. Ете и ние што лежиме на дното на најдлабоката јама на незнаењето, во темнината на страстите и во сенката на ова смртно тело, според својата дрскост почнуваме да мудруваме за небото на земјата. Убавината на небесниот свод се звездите, а украс на безстрастието добродетелите. Безстрастието, мислам, не е ништо друго, освен небото на умот во човековото срце, под кое што сите лукавства на демоните изгледаат како шега. Бестрастен значи, во вистинска смисла на зборот, се нарекува и е човекот кој што своето тело го направил непропадливо, кој што умот го издигнал над се создадено, кој што сите сетила му ги покорил на умот, а својата душа му ја представил на Господа, пружајќи се вечно кон него и над своите сили. Некои пак го одредуваат безстрастието како воскресение на душата пред телото, а други како совршено богопознание, кој што според својата вредност заостанува само зад богопознанието што го имаат ангелите. Тоа е совршено совршенство на совршените, за чие што во совршување му нема крај, како што ми кажа еден човек кој што го доживеа. Така го осветува умот и го оттргнува од вештествениот свет, што често се разбира по пристигнувањето во ова небесно пристаниште, го одвојува од животот во телото и го крева на небесните височини, до созерцание. За тоа на едно место и говори псалмопејачот, кој што може би и самиот тоа го искусил. Божиите силници од земјата се вознесоа многу. Спореди Псалм 46, 10. Таков бил и оној египтянец кој што во молитвата не знаел долго да ги пружа рацете кон небото, бидејќи се молел во присуство на други. Има бестрасни луѓе, но има и од бестрасните побестрасни. Например, еден човек многу го мрази злото. Друг, меѓутоа, ненаситно се збогатува во доброто. И чистотата се нарекува бестрастие, и тоа со право. Таа е почеток на сеопштото воскресение и обесмртување на смртните. Бестрастие покажа оној што рече ум Господов имам, спореди прво послание до Коринтијаните 2.16. Бестрастие покаже и египтјанецот кој велеше не се бојам од Господа. Бестрастие покажа и оној што го молеше Бога да му ги врати страстите. Кој пред идната рајска светлина се удостои со такво бестрастие како оној сириец? Та Давид, толку прочуениот пророк, му вели на Господа: попушти да се одморам, спореди Псалм 38, 14. А овој Божи атлет вели: престани да ме заплиснуваш со брановите на благодатта Твоја. Бестрастие има душата која што се навикнала на добродетелите, како што страстните луѓе се навикнати на уживање. Ако крајна граница на стомакоугодието е со сила да се јаде и тогаш кога не се сака тоа, тогаш секако крајната граница на воздржанието е во тоа нашата непослушна природа да се воздржува и тогаш кога гладува. Ако врв на блудот е тоа човекот да се распали со похота и кон животните и мртвите нешта, тогаш врв на чистотата е со сетилата кон секое суштество да се однесуваш како кон безживотен предмет. Ако граница на сребролюбието е никогаш да не се престанува со трупањето пари и никогаш да не се најде наситување, тогаш врв на нестекнувањето е да не се штеди ни сопственото тело. Ако крајната граница на унинието е во тоа дури ни при потполно спокојство да се нема трпение, тогаш врв на трпението е кога човекот и сред најголеми неволи смета дека ништо не го вознемирува. Ако широчината на гневот е во тоа човек да се разјари и кога е наполно сам, тогаш длабочината на издржливоста е кога човекот останува мирен, без оглед дали се присутни или не оние што го малтретираат. Ако врв на суетата е човекот да се однесува суетно и кога нема никој што би го пофалил, тогаш без сомнение знак за совршено неславолюбие
е кога ни при посетата на туѓи луѓе не ни се подкраднува ни најмала суетна помисла. Ако знак на пропаст, тоест гордост, е да се превознесуваш и во беззначени дела, тогаш ознака на спасоносното смирение е да мислиш смирено за себе и покрај големите подвизи и успеси. И ако обележje на севкупна острастеност е човекот брзо да се покорува речиси на се што демоните тајно ќе посеат во неговата душа. Сметам дека обележje на светото бестрастие е кога човек може искрено да рече со Давид: за лукавиот што остапи од мене, не сакав да знам. Спореди Псалм 100, стих 4. Никако, ни поради што дојде, никако си отиде. Туку наполно сум рамнодушен кон сето тоа, бидејќи сум и ќе бидам сиот соединет со Бога. Они што се удостоил со таква духовна состојба го има во себе вселен. Уште за време на животот во тело, самиот Бог, кој што води во своите зборови и дела и мисли. Па таквиот човек преку внатрешно просветлување во себе слуша како некој глас кој што му ја открива волјата Господова и станува возвишен над секое човечко учење. Кога ќе дојдам и ќе му се покажам на лицето Божјо? Спореди Псалм 41, 3. Не го поднесувам веќе пламенот на овој копнеж, туку ја сакам безсмртната убавина, која што ти, Господи, ми ја даде пред да паднам во оваа кал. Но зошто многу да се зборува? Бестрастниот повеќе не живее сам, но во него живее Христос, како што вели оној кој што среќно војувал, ја завршил трката и ја одржал верата. Спореди послание до Галатјаните 2:20 и второ послание до Тимотеј 4:7. Царската круна не е составена само од еден скапоцен камен. Така, ако макар една единствена добродетел, колку и беззначајно да изгледа таа, сме пропуштиле да ја придобиеме, нема ни совршено бестрастие. Замисли го бестрастието како небесен дворец на небесниот цар. Многубројни се живеалиштата во внатрешноста на градот. Зид пак на тој небесен Ерусалим е простувањето на гревовите. Да побрзаме, браќа, да најдеме влез во брачната одаја на тој дворец. Ако, несреќа, не задржува бремето на грешните навики или времето што сме го поминале во грев, тогаш барем да се потрудиме да не бидеме лишени макар од некој живеалиште во близина на таа брачна одаја. Ако уште куцаме или сме папсале, да се потрудиме на секој начин барем да се најдеме внатре зад градските ѕидини, бидејќи оној што нема да влезе таму пред да настапи крајот, подобро е да се рече кој нема да го премине ѕидот, ќе мора да се насели во пустината. Затоа некој се молел говорејќи: со помошта Божја и ѕид ќе прескокнам. Спореди Псалм 17, 30. И друг, како од лицето Божјо вели: не се ли тоа гревовите ваши што се испречиле меѓу вас и мене? Спореди Исаија 59, 2. Да го разурнеме, пријатели, бедемот на оваа преграда, која со непослушание на своја штета ја подигнавме. Да земеме овде разрешување на долгот, зашто во адот нема никого што би можел да не излечи. Да не се занимаваме повеќе со ништо земно, браќа. Ние се запишаваме меѓу луѓето кои за ништо земно не се грижат. Не постои грев, време или бреме со кое што ние би можеле да се изговориме. Но оние што го примија Господа со повторното раѓање, Бог им даде власт да бидат чеда Божји. Спореди Јован 1:12. Велејќи: застанете и познајте дека јас сум Бог. Спореди Псалм 45:11. И бестрастие. Нему слава во сите векови. Амин. Блаженото бестрастие го вознесува бедниот ум човечки од земјата на небото и од ѓубриштето на страстите го подига кутриот, а сеопеаната љубов прави да седне со началниците, светите ангели, со началниците на народот Господов.